Браво. Сега продолжуваме со емисијата. Тука е наставничката од Основното училиште на Амновски Борче, која предава техничко образование, која мене ми е наставничка по техничка. Исто така, јас сум 8 деление. Представете се. Јас сум Донка Николовска, наставник по техничко образование во Основното училиште на Амновски Борче. И денеска еве по втор пат јас и моите ученици дојдовме да ја презентираме нашата работа во нашето училиште што нон-стоп ја работиме, односно да прикажеме што работиме ние по техничкото образование и како ние придонесуваме во техниката, односно за осовременување на техниката и уште како размислуваме, значи тоа што нас ни е дадено, односно водата, ветерот, сонцето, како може да ги искористиме и како може да придонесеме за подобрување и на нашата планета Земја и за подобрување на знаењата на овие ученици кои што се уште мали, кои што во иднина ќе придонесат многу за нашата земја, затоа што тие веќе размислуваат на своји проекти. Еве веќе имавме некои ученици кои што почнаа да работат и да даваат своји идеи од овие сознанија во техниката и почнаа да прават, например, како глисери кои што ќе бидат на сончева енергија, кои што нема да ја загадуваат водата, да речеме исто така како да ги заштитиме растенијата во земјоделството, затоа што знаеме дека озонската обвивка е многу голема и сега доаѓа до изгорување на растенијата во земјоделството, на цвеќињата. Во тој случај како ние со помош на овие сензори за топлина, за светлина и така натака може да придонесеме да се заштитат овие растенија и да имаме подобар плод и да имаме здрава храна. Значи, ова ние се некои работи кои што ќе ги презентираат, односно ќе прикажат и програми, односно како и ја употребуваме и информатиката во техничкото образование, односно како ние информатичката технологија ја применуваме во роботиката, електрониката, автоматиката и во сите други креативни способности што ќе можат учениците да ги прикажат, затоа што се тие стварно многу вредни и многу размислуваат за техниката. Сега би се поставило само едно прашање. Дали е потребна техниката на оваа земја или не е потребна техниката на оваа земја? Односно, не дали им е потребна на возрастните, но дали им е потребна на учениците и дали треба овие ученици да размислуваат за техниката понатака. Значи, ова прашање треба да се реши затоа што во оделенијата, во 6 оделение, 7 еден час, што значи е тоа многу малку да се почне и да се заврши една работа. Значи, техниката е потребна за учениците и на учениците ќе им се скрати сето тоа доколку овие ученици немаат доволно време и можности да работат на оваа тема, односно за осовременување на техниката и технологијата со овој проект кој што ќе придонесе, значи, модернизација на образованието по техничко образование. Значи, ова образование треба да биде модерно и треба да биде современо. Ние не може да застанеме, значи техниката не стои, нити пак ние може да застанеме како наставници, нити пак учениците може да застанат, затоа што во нивното идно професионално информирање и ориентирање, тие сечете корењата, вадете го вие колку сакате, тоа не може да расне понатака. Значи, техниката е нашата иднина и затоа јас и моите ученици денеска дојдовме да покажеме колку ние вредно работиме, а се надевам пак и во иднина, ќе не поканат уште еднаш кога ние ќе ги изработиме нашите проекти што веќе почнавме да ги работиме. И ќе видите вие нашите ние колку иновации ќе донесеме овдека, затоа што децата имаат прекрасни идеи. Значи, прекрасни идеи. Надевам дека и некои од тие иновации ќе бидат нели производи од самите ученици. Нивни се, проектите се нивни, не се мои. Јас само асистирам, а тие кажуваат што сакаат и после проектот се реализира. Предметот се базира на одредени упатства. Така да се ученик во 8 оделение, денес јас ќе ве представам оваа програма која ни возможува работење со 3D графики. Како што гледате овдека, ова е работната површина, таа може да биде на трева, на песок, на вода, на снег, така натака. Например, еве ќе избереме тревата. За да ставиме објекти, треба да кликнеме на копчето Add Object. Тука можеме да ги видиме сите објекти кои можеме да ги ставиме.
Еве, например, ќе одиме во животни, ќе го земеме ова зајаче, ќе оставиме на работната површина. Со овие контроли овдека можеме зајчето да го ротираме, да го зголемиме и намалиме исто така и многу други работи. Што добиваме со примена на оваа 3D графика? Ова може да ни служи како едукација на учениците за заштита на природната околина, што не овозможува правење на есеи и приказни. Добро, навистина. Еве, например, можеме да ставиме ова зајче да се движи. Ајде да видиме како тоа би изгледало. И да каже hello. Еве, ќе кликнеме на play, тоа се гледа. Испушта звуци зајчето или само... Може да испушти исто така звуци. Постојат и некои други опции за кои што може би јас не сум запознаена воопшто или... Јас сум Ангела. Здрава, Ангела. Ајде повели. Добар ден на сите, јас сум Сара Крстевска и сега ќе ви го презентирам Лего роботот. Тој е составен од еден микропроцесор кој што можете да го приметите тука. Тоа е еден од најголемите делови од кој што е составен Лего роботот. Исто така има 3 мотори кои што се наоѓаат во долниот дел и служат за придвижување на Лего роботот. А има и сензори кои што еве тука на пример во предниот дел е колор сензорот или сензорот за боја кој што препознава бои. Тука е дистанс сензорот со чија помош Лего роботот може да застане на одредено растојание од некој зид или препрека. Тука во задниот дел го имаме тач сензорот кој што работи при допир. Овој Лего робот се програмира со помош на одреден софтвер и сега јас ќе ви го представам тој софтвер. Ето да видите, ова е работното поле, од страната се наоѓаат алатки кои што служат за активирање на моторите и сензорите. Сега ќе ви ја прикажам шемата според која ќе се движи Лего роботот, кој што мојата другарка подоцна ќе ви го представи. Еве вака на почеток ја поставуваме на работното поле алатката која што служи за придвижување на моторите и одредуваме тој да оди напред, неограничено, се додека не дојде на црвена боја, а тоа го правиме со помош на алатката за активирање на сензорите и го одбираме колор сензорот, односно сензорот за боја, а ја селектираме црвената боја. Потоа одредуваме тој да се врати назад, 3 ротации. А потоа одредуваме тој да оди напред, неограничено. Се додека не дојде на растојание од 25 см од одредениот зид. Во ред, ти благодарам. Предпоставувам дека ние и понатаму ќе продолжиме нели до крајот на емисијата со сите ваши иновации. Ќе го видиме и Лего роботот како всушност работи. Мојата другарка ќе ви демонстрира како всушност работи. Презентирам роботската рака која работи исклучиво со помош на компјутерот. Со помош на неја можеме да земаме одредени предмети, да ја движиме лево, десно, горе, долу. Со мојот другар Стефан направивме една вежба која што ќе можеме сега да ви ја покажеме. Значи со помош на роботската рака го зимаме предметот од лифтот. Како што може да погледнете. Еве сега го движиме и го пуштаме. И напред. Навистина прекрасно. Микрофончето само. Ето така. Јас сум Даниел Андреевски, сега ќе ја Само ако може Даниел малку микрофончето. Ќе ви го покажам програмот преку кој се програмира компјутерскиот управувачки уред. Компјутерскиот управувачки уред. Секоја програма започнува со старт, потоа дигитални излези и стоп. За да ги поврземе, користиме десен клик и поврзи. За да одредиме кој излез сакаме да ги користиме, идеме на дигитални излези, десен клик и својства. Тука одбираме кој излези да ги користиме, кој да ги исклучиме. Со оваа програма се докажува дека секоја сјаличка која ќе биде на дигиталниот излез еден ќе светне, а другите ќе се исклучат. И ќе се
Добро, навистина прекрасно. Кажи ми доколку нели еве да речеме дали јас се збунив. Кажи ми дали овие програми кои што ви се наложени се со македонска поддршка или англиска поддршка?